Започна извршувањето на третата фаза од уредувањето на кејот на реката Луда Мара. Се урбанизира делот на реката од поранешна фабрика Таска до мостот Слога. Со средства од поранешната влада, Бирото за регионален развој, Вардарски плански регион и буџетот на општина Кавадарци се обезбедени 15 милиони денари, но тендерот за овој важен градежен проект кој го реализира оперативата на градба Промет од Кавадарци е затворен и вредноста на работите ќе изнесува нешто над 9 милиони денари. Бевме денеска информирани на средбата на градоначалникот на пресконференција. Денеска Александар Панов вети создавање услови за продолжување за урбанизација на кејот по Брушански мост кон Ваташа, со што би се заокружило уредувањето на кејот во вкупна должина од околу 3 километри. Секако дека е убав и за Кавадарци, пред се за луѓето кои што гравитираат околу овие три урбани заедници, Чиро Крстев, Браќа Џунови и Слога. Го оплеменуваме овој простор и ова представува трета и последна фаза од завршувањето на големиот проект кој што пред неколку години, уште од претходната локална самоуправа, беше замислен да се заврши до овој Брушански мост. Ова последна фаза ќе значи и завршување комплетно на целиот замислен проект од пред десетина години и ќе се создадат услови да во натамошниот период размислуваме за продолжување на овој проект до селото Ваташа, односно до последниот мост на селото Ваташа. Се надевам дека е од Агенцијата за патишта и тој ќе почне да се реконструира, односно да се направи буквално нов мост на тој дел. И со тоа да заокружиме еден потек од неколку километри во еден правец, нешто над 3 километри, една пешачка зона за рекреација и за уживање на кавадарчани, прво на оние кои што гравитираат, да им го разубавиме просторот на околните куќи и на жители, меѓутоа и за цело Кавадарци, бидејќи знаеме што предизвика уште првата фаза, големо присуство на луѓе, големо присуство на срцеболни, на младинци кои што шетаат и кои што на овој најладен дел од Кавадарци го поминуваат дел од својот ден. Слушав неофицијално дека и мостот се планира да се реконструира на Слога? Да, последниот мост ќе биде реконструиран по примерот на главниот мост во Кавадарци и по примерот на овој кој што неодамна го реконструиравме, да, нели, со тоа се направи една целовитост. Тие не ни беа на почетокот предвидени во буџетот, меѓутоа не се работи за голема сума, а се постигнува голем ефект, бидејќи ако реконструираме се, добро и мостовите да ги реконструираме за да имаме една поголема и поубава слика на овој простор. Јас како представник на урбана заедница Киро Крстев, значи ќе заокружиме дека она што ни го вети, односно што сме го ветили ние на граѓаните во нивното барање, во нивните заеднички настојувања да го подобриме нашиот живот, значи да го подобриме просторот во кој што живееме. Се надеваме дека во најскоро време ова ќе биде едно од целосно посетено место, значи од почетокот на изградбата на овој кеј до крајот ќе биде место каде што сите ќе уживаме. Вие сте ме ракли да седнете на оваа ладовина, меѓутоа сега ќе имате повеќе простор за рекреација на сите жители на ова место? Да, секако. Првиот план и проект кој што ни беше зацртан на урбаната заедница Браќа Џунови со изградбата на нови параклис тука, нели постарите луѓе се рекреираат тука и да доаѓаат а сега нели со изградбата на кејот до крајот, нели до мостот на Шакалица, мислам дека ќе се заокружи тој дел што го барат овие граѓани, мештани на оваа урбана заедница Браќа Џунови. Првичната идеја ми беше токму тука да биде просторот за рекреација на велосипедистите. Меѓутоа, нели на барање на советниците ја разгледавме можноста и да градиме велосипедска патика во самиот кеј на реката Луда Мара кон 12 младинци, односно кон Моклиште. Во неодамна отпочнавме не толку успешно со реализација на онаа велосипедска патека кон селото Глишич, со сите проблеми кои што ги имаме со изведувачот таму и кои што се надевам дека ќе успееме да ги надминеме, бидејќи отпочнаа со еден неквалитет, со нешто што значи учинување на граѓаните кои што седат во непосредна близина на улица Шишка, со тоа што имаме многу разбранувана велосипедска патека. Меѓутоа, на два пати ги вративме назад, ќе ги вратиме и по трети и по четврт пат, се додека тоа не биде примерно и не биде позитивно оценето од локалното население.